Борбени возила, воздухоплови, логистички системи, средства за противвоздушна одбрана. Специјалните единици ќе бидат оспособени со нова, најмодерна опрема. Речиси 300 милиони евра ќе се инвестираат за модернизација на вооружените армиски сили. За борбената готовност, но и за тоа што ќе значи модернизацијата на АРМА, разговаравме со генерал-мајор Васко Ѓурчиновски. Според него, една од стратегиските заложби на Македонија за полноправно членство во НАТО е соодветно опремување на армијата, а тоа, вели Ѓурчиновски, се спроведува во континуитет. Војниците се обучуваат, се води грижа за моралот и борбената готовност. Континуирано веќе 2 години интегрирани проектни тимови, офатени со најкомпетентни лица од армиските структури, од сите видови, родови и служби, беа вклучени во процесот да навистина со обезбедените средства се обезбедат најсоодветни системи и средства да интероперабилноста и борбената готовност биде на највисоко можно рамниште. За нас, вели Ѓурчиновски, ќе биде позитивен комплимент дека ќе изградиме навистина мобилни, способни и ефективни сили со кои ќе се гордеат сите граѓани на Македонија. Во периодот од 2 години со помош на експертски тимови на АРМА се извршувала и модернизација на постоечките системи. Вклучени беа проектни тимови за модернизација на постоечките системи кои ги имаме, а за кои имаме процес на експлоатација уште неколку години. Сметавме дека најрентабилно и најекономично е да тие средства бидат модернизирани до онаа мерка додека експлоатациониот фактор биде во контекст на употреба на средствата. Како што се тенковите Т-72, например, за кои сметаме дека се многу квалитетни и ефективни и со соодветна надградба би биле ефикасни уште до временски период. За разлика од купување на нови системи кои се многу скапи, би го дополнително оптеретил буџетот на државата. Според првиот министер за одбрана Трајан Гоцовски, за да имаме армија со капацитет на борбена готовност, таа мора да има човечки ресурси по број и квалитет, кои ќе ги извршуваат мисиите. Услов на НАТО алијанса за да се влезе таму, да се одвојува од национален доход, значи од буџетот, околу 2% средства за да може армијата постојано да го следи текот на развојот на средствата и на оружјето во светот. Инаку вие ќе заостанете. А оној кој нема добра армија, која треба да подржи и политиката, која треба да ја обезбеди на државата слободен развој, слободно да се чувствуваат граѓаните во својата република. Значи, тие слободно да творат, да градат, да учат, да сето тоа е врзано со силна армија која практично го крепи безбедноста од политичкиот систем. Ова е најобемната набавка на опрема која се случила во последните 24 години од самото основање на армијата. Целта на овој проект е да се заштити територијалниот интегритет, но и да се исполнат партнерските цели превземени во преговорите за членство во НАТО алијансата.